Почитувана јавност, почитувани пратеници, министер, вице-премиер, представници од владата. Денес ние овде повторно ќе говориме за целиот суверенитет кој се наоѓа кај народот, а граѓаните, патем тие се врховниот суверен кој одлучуваат за сите важни прашања во општеството. Името на државата е инхерентен елемент во правото на самоопределување, а правото на самоопределување е темелот на Обединетите нации и Унијата. Годините изминуваа, човековата цивилизација напредуваче, границите меѓу државите во Европа се претворија во административно-информативни табли и само бледа линија на географски мапи. Сега, според вас, новата држава ќе треба повторно да ја признаат, впрочем, тоа го пишува и во текстот од договорот во кој е запишано дека втората страна ќе треба да ги извести државите за новото име. Или попластично кажано, ќе треба да ги извести државите за новата држава на Балканот. Почитувани, главното мото со кое човештвото влезе во 21. век беа отворени граници и правото на движење на луѓе, идеи, стока и капитал. Само македонското прашање за самоопределување на македонскиот народ остана на балканската маса од минатиот век. Наместо да се стремиме кон европските вредности, Македонија денес се обезличува и македонскиот народ се сведува на граѓани, на држава без корен. Денес власта со еден амандман одлучи да ги избрише 9 историски одлуки од АСНО, од кои што пак 4 одлуки имаат државотворно значење за Македонија. Доколку имаме во предвид дека денешната држава, Република Македонија, е производ од АСНО, но со отстранувањето на одлуките, она што вие сакате да го направите, единствено што ќе постигнете е укинување на денешната, нашата Република Македонија. Со отстранувањето на АСНО се бришат и признанијата на светските сили кои биле гарант за создавање на македонската држава. Сите преамбули содржат ознака на своето потекло, квалификација на доносителот на Уставот, означување на оној со чија волја се донесува Уставот, а тоа најчесто е народот, утврдување на мотивите за донесување на Уставот, целите на уставното уредување и утврдување на начелата кои се заснува целото уставно уредување. Граѓаните мора да знаат дека со овој нацрт амандман се брише значењето на второто и третото заседание на АСНО, односно, тие повеќе не постојат во Уставот. Бидејќи со предложениот нацрт амандман се потенцира важноста само на прогласот од првото заседание на АСНО, што представува чин на класично бришење на националната историја на државата и промена на историските факти по мерка на власта. И тоа не ќе беше така, доколку ова парче македонска земја, кое гордо го понесе името Република Македонија, држава од која сите македонци, раселени низ светот, гордо го црпат идентитетот. Не постоеше и група која со неснослива леснотија не потпаѓаше по ултиматуми на сметка на својот, но и на идентитетот на цел еден народ. Илинденското востание представува борба за создавање на држава. Прогласите и манифестите од истото представуваат стремеж за создавање на држава, додека АСНО произведува правен акт со кој се создава држава. Со отстранувањето на одлуките на АСНО, врз кој се темели нашата држава, се укинува и самата држава се до нејзиното повторно создавање. Но со отстранувањето на одлуките кои што произлегле од АСНО, од преамбулата на Уставот на Република Македонија и вметнување само на прогласот на АСНО, се укинуваат правните дејства кои што произлегуваат од самиот АСНО. А самиот чин се сведува на некаква
ревијална манифестација на која се искажал стремеж за создавање на сопствена држава. Секоја промена на текстот од Уставот мора да биде прецизно наведена и содржината во уставните амандмани, бидејќи само таквиот процес може да ја гарантира правната сигурност на граѓаните во системот. Владата, откако ги исклучи сите други институционални актери од процесот и го погази легалитетот на договорот, легитимитетот на договорот, реши да го бара од граѓаните, како покритие на сите претходни незаконски чекори. Легитимитетот од граѓаните не го доби, сведоци сме сите, со референдумските резултати. Член 3 од Законот за склучување и ратификација на меѓународни договори вели: меѓународни договори во име на Република Македонија ги склучува председателот на Републиката. Овој договор ниту е потпишан од председателот на Републиката, што е спротивно на закон. Понатаму, чинот на самата ратификација на договорот, наместо законски и деловнички, наместо прекуматичната комисија за надворешни работи, каде што ќе можеа пратениците да поразговараат за самата спогодба која што беше понудена. Истото не се случи и процесот неделовнички се водеше во Комисијата за европски прашања. Колеги пратеници, со измената на Уставот на Република Македонија, измена која произлегува од договорот кој владата го потпиша со Република Грција, се воспоставува нова држава која што нема ништо заедничко со претходната држава Република Македонија. Само за да биде запознаена македонската јавност, во грчкиот устав, во членот 107 и 108 од нивниот устав се вели: ниту еден грк не смее да се откаже да биде грк. А што е со нас? Прашувам, колеги пратеници, што е со нас? Ние сите се откажуваме од тоа што ни е вековно, од тоа што е исконско, од тоа што не може да биде и само во Уставот. Историјата, името на Република Македонија е малку поголемо од уставите на Република Македонија. Денес СДСМ сака да го избрише македонскиот народ. Правото на самоопределување ги брише одлуките на АСНУМ од преамбулата на Уставот на Република Македонија. Со амандманот 34 ги бришат и ги закопуваат длабоко и за навек сите државотворни одлуки на АСНУ. Одлуките на АСНУ повеќе не се спомнуваат во преамбулата на Уставот на Република Македонија. Денес вистината ги разобличува лагите, ги открива неисполнетите ветувања, ја разоткрива чистата совест. Денес се разобличуваат политиките на власта, политиките со кои се гази македонскиот народ, а при тоа некој се обидува да го представи како национален приоритет. Со целото свое работење, некој постапува спротивно на волјата на граѓаните, како и на дадената заклетва дека ќе опочитува и штити македонскиот устав и законите на нашата држава, на нашата Република Македонија. Тајните преговори за најголемото национално прашање од тесна група на политичари од власта, без јавни дискусии, бегањето од градењето консензус меѓу политичките партии, бегањето од обединетост на граѓаните кон изнаоѓање на решение, креираше партиска поларизација, креираше поделеност во општеството, со кое што и денеска не можеме да се справиме. Ја злоупотребивте најголемата демократска алатка, најголемото врвно достигнување во изразувањето и практикувањето на демократијата во една современа држава која што цели кон западните вредности. Референдумот како алатка за изразување на граѓаните, чија одлука ја помноживте со нула. Обидете се да ја сплотите нацијата и да создадете вистински национален консензус околу внатрешните приоритети и демократските вредности, наместо да ја давате приоритет на надворешната политика што ја водите по диктат, вршејќи притисок и делејќи ги своите граѓани, а во полза на туги геополитички интереси.
Денес СДСМ ја брише демократијата во Република Македонија преку непочитувањето на волјата на граѓаните изразена на референдум. Но и тоа не е доволно. Власта го брише решението на АСНО како врховно, законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на демократска Македонија. Со амандманот 34 се бришат одлуките на АСНО како конститутивни акти во процесот на создавање на Република Македонија како држава. И на нивно место го вметнува единствено прогласот од првото заседание на АСНО и Охридскиот рамковен договор. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија, зборовите одлуките на АСНО се заменуваат со зборовите прогласот од првото заседание на АСНО до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНО. По зборот година се додаваат зборовите и на Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучија да. СДСМ ја брише декларацијата на АСНО за основните права на граѓанинот на демократска Македонија. СДСМ го брише решението на АСНО за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава. Го брише правилникот за работа на АСНО. Го брише решението на АСНО за формирање на законодавна комисија при президиумот на АСНО, решението на АСНО за формирање на државна комисија за утврдување на престапите на окупаторите и нивните соработници, решението на АСНО за одобрување на решенија, наредби и задолженија издадени од главниот штаб на НОВ и ПОМ и иницијативата за свикување на АСНО. Решението на АСНО за оддавање признание и благодарност на Народно-ослободителната војска и решението на АСНО за прогласување на Илинден 2 август за народен државен празник на македонската држава. Овие акти, почитувани пратеници, имаат исклучително важно конститутивно значење за Република Македонија и истите не смеат во никој случај да бидат избришани, а уште помалку заменети само со прогласот на АСНО. Прогласот никогаш немал ниту може да има конститутивна важност за државата. Од друга страна е фактот што Охридскиот рамковен договор се внесува во преамбулата и покрај тоа што за неговата целосна имплементација беа изгласани посебни уставни амандмани во 2001 година, а истите се составен дел на Уставот веќе 17 години. Преамбулата на Уставот по дефиниција историски го определува времето на донесување на Уставот и ги определува неговите цели. Како што се вели во самата преамбула, Уставот на Република Македонија е плод на заложба и борба за самостојна држава на македонскиот народ, како и на граѓаните што живеат на нејзините граници, кои се од албанскиот, турскиот, влашкиот, српскиот, ромскиот, бошњачкиот и другите народи. Обврската за уставни измени, кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор е исполнета, односно сменета е преамбулата на Уставот во согласност со рамковниот договор. Преамбулата говори и за целите на Уставот, а тие се Република Македонија да биде суверена, самостојна, граѓанска, Република Македонија да биде демократска држава, во која што ќе постои владење на правото и на граѓаните да им бидат гарантирани основните граѓански слобода и права. Преамбулите најчесто ги содржат уставите на земјите кои се ослободиле од туѓо робство или од окупација и во кои се извршени промени насочени кон остварување на општествениот, политичкиот и националните преобразби. Во амандманот 34, кој се предлага, се губи суштината и целта на преамбулата на Уставот, бидејќи со него се бришат самите одлуки од АСНО, кој се почетен момент на уставна изградба и развој на македонската држава. Актите кои се донесени на АСНО се со уставно правен карактер и представуваат почеток на уставното уредување на Македонија. Тоа значи
дека најважните уставотворни документи на македонската држава се бришат. Со амандманот 34 од преамбулата се бришат одлуките на АСНО и се заменуваат со зборовите прогласот на првото заседание на АСНО до македонскиот народ и за одржаното заседание на АСНО. Со бришењето на одлуките на АСНО, со кои се ударија темелите на македонската држава пред 75 години, Зоран Заев и СДСМ газат по историјата и по коските на илинденците, на партизаните, на комитите, на војводите. Газат по коските на селаните, работниците, интелектуалците, мажите и жените, кои се бореле за самостојна и независна Македонија и за тоа ги положиле и своите животи. Граѓаните на Република Македонија јасно ви кажаа дека не се за бришење на најзначајните државотворни акти на АСНО, не се за бришење на решението за прогласување на АСНО како врховно, законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Граѓаните на Република Македонија не се за бришење на решението на АСНО за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава. Со ова решение, македонскиот јазик се подига на степен на службен јазик на македонската држава, што на овој акт му дава државотворно значење, со оглед на фактот дека државноста на еден народ, на една земја, е незамислива без постоење на службен јазик. Граѓаните не се за бришење на решението на АСНО за прогласување на Илинден 2 август за народен државен празник на македонската држава. Ова решение, колеги пратеници, има државотворно значење и со него Илинден е прогласен за државен празник како символ на сите борби на македонскиот народ за конечно ослободување од вековното робство и создавање на слободна и суверена федерална македонска држава. Граѓаните не се за бришење на манифестот на АСНО до македонскиот народ, кој представува прокламација на национална слобода на македонскиот народ и создавање на македонската држава. Во овој историски документ е даден осврт на тешката борба за слобода на македонскиот народ од времето на Илинденското востание и Крушевската република, како и од народно-ослободителната борба против фашистичките окупатори, чиј плод е конституирање на првата слободна македонска држава. Граѓаните не се за бришење на заседанието на АСНО, каде е усвоена декларацијата за основните права на граѓанинот на Демократска Македонија. Овој документ е еден од позначајните документи во историјата на Македонија, документ кој ги рефлектира идеите за создавање слободна и демократска Македонија, во која сите граѓани се еднакви и рамноправни пред законите, без разлика на народност, пол, раса и вероисповед. СДСМ ги брише одлуките на АСНО, со што се рушат темелите на македонската држава и место тие одлуки во преамбулата се внесува прогласот на АСНО до македонскиот народ. Почитувани граѓани, прогласот на АСНО до македонскиот народ не е правен акт. Со прогласот македонскиот народ се известува дека е одржано првото заседание на АСНО и дека се удрени темелите на македонската федерална држава во нова демократска и федеративна Југославија. Прогласот представува известување, соопштение за тоа каква работа била завршена на заседанието на АСНО и образложение за тоа какви одлуки биле донесени. Што ветуваше премиерот кога од него се бараше да ги обелодени уставните амандмани? Премиерот пред сите нас ветуваше пред јавноста, пред медиумите, ветуваше дека во преамбулата поименично ќе бидат споменати сите одлуки на АСНО. А сега, наместо поименично да ги воведе одлуките на АСНО, како што вети, сега во преамбулата се наведува само прогласот кој што е никаков правен акт. Во преамбулата се бришат зборовите одлучија да, бришењето на зборовите одлучија да од преамбулата на Уставот значи целосна негација
на македонската држава. Целта на овие два збора одлучија да, што се бришат од преамбулата на Уставот, е да се прикаже дека се конституира Република Северна Македонија од денот на усвојувањето на оваа преамбула и на амандманите на капитулантскиот договор со Грција. Со ова, комплетно се прифаќа дека Република Македонија нема повеќе да постои. Со бришењето на зборовите одлучија да, се погазува целата борба на македонскиот народ и се прави обид да се прикаже дека тоа се некои граѓани, вештачки граѓани без корен. За оваа Македонија животите ги положија илјадници борци за слобода и независност. Во една од одлуките на АСНО се стандардизирал македонскиот литературен јазик. Тоа сега се брише и нашиот јазик, кој сега ќе има фуснота, ќе започне со имплементација на договорот со Грција. Јазикот е една од најважните алки во идентитетот на еден човек. За ова зборувавме и претходно, за ова зборуваме и се уште. Со промената на преамбулата на Уставот и бришењето на сите членови на Уставот, каде се споменува името и термините произлезени од името Македонија, вие го понижувате македонскиот народ. Со ваквите измени се поништува уставно-правниот континуитет на Република Македонија и се влегува на период на една ново создадена држава, Република Северна Македонија, која има некаква традиција, борби, движења и историски настани, но нема свој правно државен континуитет на кој што може да се повика. Доколку од преамбулата се избришат одлуките на АСНОМ, тоа ќе биде најсилниот антимакедонски удар кој некогаш и бил зададен на Република Македонија. А особено што таквиот потек директно ги разнишува уставно-правните темели на државата, Република Македонија, како правен субјект. Ниеден политичар од нас нема мандат да преговара за идентитетот на еден народ. Македонските граѓани не гласаа за програма во која што е предвидена промена на Уставот на Република Македонија заради промена на уставното име на државата. Оваа актуелна влада не доби мандат од народот, од гласачите за промената на својот идентитет. Ви благодарам.